YouTube направи нови промени. Кои се тие? Погледнете во продолжение. YouTube направи промени. Промените се однесуваат на почетната страница. Видеата се прикажуваат во редици и колони. Помеѓу секоја редица има простор од видеото. Помеѓу секоја колона има простор од видеото. Сега, без разлика, дали некои видеа се препорачени, или се YouTube миксови, или пак latest YouTube post, односно последни постови. Помеѓу сите овие има хоризонтална гријава линија. Друго, во делот трендинг, на горниот дел имаме поделени категории: Music, Gaming, Films, Fashion. Тие се со кругој и во секој круг има соодветна икона. И тоа ноти за Music, за Gaming joystick, за Films филмска трака и за Fashion креместаре со алишта. Друго, во делот за субскрајбери имаме преглед на видеата во вид на грид или во вид на листа. Ако сакаме за грид се 6 коцкички, а ако сакаме за листа 3 точки и 3 хоризонтални линии. Ако гледаме во грид, имаме поделеност на видеата. Видеа кои што се поставени денес, тоа е делот today. Видеа кои што се поставени вчера, тоа е делот yesterday. Видеа кои што се поставени во текот на оваа недела се this week. Тоа го нема ако гледаме во вид на листа. Имаме и менидж. Што има тука? Тука се прикажуваат каналите. Нивните логоа, односно слики на каналот. До сликите се имињата и описите. До описите се полињата што ни кажуваат дека сме се претплатени на каналот и комотно ако не ке да го следиме, ќе можеме да го откликниме, и до тоа тука ни е звончето што ќе ни пушта нотификации за секоја клајано видео од каналите што ги следиме. Друго што промени има до search, односно до камерата со плюс каде што се поставува видео и помеѓу звончето имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 коцки. Во кои што имаме апликации други од YouTube, тие се YouTube TV, YouTube Music, YouTube Kids, Creator Academy и YouTube for Artists. Што има друго промена? Друга промена видам дека сега дека ќе се кликне на трендинг или делот за субскрајбери. Се менува бојата на иконата во црвена, од гриф во црвена. Друго, во делот кај што ни е нашиот акаунт, покрај стандардните опции што ги има Your Channel, Paid Membership, YouTube Studio Beta, Switch Account, Sing Out, Dark, тема. Гледам дека има и додаено нешто за промена на јазик. Тоа го нема се приметено, може е старо, може е ново, ма јас мислам дека ги има наредено јазиците. Можеме да се смениме и јазик. Ајде, ќе го сменам на македонски. Ама печудно е вака, бе. Денес, вчера,
почетна во тренд и претплатници, или не знам како е цело, скратено и точка имат клајанове, бравос. Аплауз за тоа. Ајде се вратам на англиски како што си беше. Така е. Па ова, in English, UK нека биде. И гледам уште нешто, а то е Your Data in YouTube. Што е тоа? Што ни кажува? Значи, имаме преглед згледа на нашата сметка на YouTube. Кажува, конкретно за мојата контролна табла, дека имам една плейлиста, сум претплатен на 42 канали, имаме контроли, значи ја имаме историјата на гледаност, историјата на преверување и други поврзани активности кои што ги правиме. Друго да видам дали има некоја промена во однос на дизајнот. Ајде ќе влезам во YouTube Studio Beta или во Settings, што било. Видим дали има некоја промена. Да. Исто така, тука помеѓу тоа што е понудено Account Notifications, Playback and Performance, Privacy, Connected Accounts, Watch on TV и останатото, има мала промена, значи има растојание, има бледо грјава боја, која што не може многу да се воочи. Ако сакате да го воочите, навалете си го екранот од лаптопот и ќе си приметите. Да видам тука во делот Notifications, еве има како прекидачи и тоа е тоа. За ова видео се надевам дека ви се допадна. Исто така YouTube воведе некои нови правила, кои што уште ги немам прочитано кои се тие, но исто така знам дека и воведе реакции кога некој прави лайв стрим. Односно воведе стикери. Сега, кои се ти стикери? Појма немам, пошто јас не правам лайв видеа. Тоа е тоа. Чао.